Почитувани пријатели, во денешната епизода на Кнау видео разговори има многу интересна тема. Ке зборуваме со доктор Ива Дујак, креативен директор и партнер на компанијата Brand Union, и со архитект Бесијан Мехмети од студиото БМА, односно Бесијан Мехмети архитектура. Ке зборуваме за маркетинг во архитектурата, односно потребата на проектните бироа да вложат малце или да се најдат во маркетингот. Проследете. Гости, фала што дојдовте. Многу интересна тема, сакам да ќе почнеме денеска. Пред да почнеме со разговорот, сакам да ми кажам што ме инспирираше да ве поканам на оваа тема. Пред година дена одам во едно проектантско студио, многу старо, со огромно реноме, многу историја, многу проекти позади себе, и правиме муавет за цена на проекти, правиме муавет за вреднување на проектите, и ми викаат не можеме да постигнеме цена, знаеш, ова, она, не ценка, имаме проблеми да кажеме кои сме, што сме, и окей, си збориме, тече муабетов, и завршувам муабетов, ја го напуштам проектантско во студио, и во кола си правам резиме, кои се луѓе во што имаат позади себе, ја знам вредноста, и сваќам дека луѓето немаат интернет страна, дека немаат Facebook, дека мејлот им е @yahoo.com, и почнав да размислувам колку таа видливост, колку истото тоа студио, со истите проекти позади себе, со истите инженери во студиото, колку би можело повеќе да наплати или повеќе да заработи или повеќе да покаже својата вредност, отколку вака како што го нема. И за мислење одма исконтактирав Ива, а за позитивен пример на портфолио и експонираност го помислив Бесијан. И на Ива и дадов еден многу интересен предизвик, се видовме пред цирка 2 месеци, и викам Ива, напредно скенирање, не ти кажувам имиња на фирми, не ти кажувам имиња на луѓе, не ти кажувам проекти, напредно скенирање, македонските проектантски студија како изгледаат, и би те замолил да ни кажеш твоја слика за каква слика ти се створи. Баш беше предизвик, како што кажа, да не тргнеме многу негативно, ќе кажам дека има простор за многу напредок, за многу напредување и подобрување на тоа што моментално постои. Чисто како пример, значи ако седнете на Google да пребарате термини како архитект, архитектонско студио, тоа баш пред некој ден го пробав, првите резултати што излегуваат се златна книга. Значи не постои студио кој што вложило во оптимизација на својот вебсайт, да кога некој ќе бара архитект, тоа искочи прво и да се знае што е човекот кој што може многу побарам. Едноставно им даваме 2, 3, 4 чекори повеќе, за да може да дојде до тоа што им е потребно на луѓето кои што не се во оваа фила, не знаат кои се добри архитекти. Ги откажуваме од барање. Па некои ќе се откажат реално, тоа што ќе видат нема нешто што ми излегува. Тука ќе си рече па можеби не постои нешто тука што до тоа што ми треба, и ќе крене раце и тоа е тоа. Така да има големи дискрепанции на пазарот, има одлични примери како Бесијан тука кои што баш онака си вложуваат во тоа што треба. Има примери на компании што еве со вас зборев и се шокирав дека немаат ни визит карта, што е непојмиво во било каков бизнес да немате барем едно нешто мало картонче кој што ќе ве представува како бизнес. Така да, како што кажав, има многу заработени и се надам дека со оваа дискусија барем малку ќе помогнеме да се подобри таа ситуација. Дали си споредувала, да речеме, со странство, дали проба да побараш регионално? Албанија, Србија, Италија, Грција? Да, има поднебја каде што има многу поголема конкуренција, мислам дека тоа го наметнува самото дека мораш малку повеќе да се трудиш. Меѓутоа, мислам дека мајндсетот кај нас е се уште таков дека ова е дејност во која што се добиваат клиенти преку препораки, преку нетворкинг, и дека едноставно маркетингот не е клучен во тоа што го прават, што е многу погрешен мајндсет од повеќе аспекти. Првото е што, нели, ако тоа што го спомнав пред малку, таа фирма не постои никад освен кај луѓето кои што дошле директно во допир со нив. Значи, ако некој ги препорачал, ако ги знаел, ако ги нема на интернет, ако нема никакво интервју со нив, едноставно не знаат дека постојат. Од друга страна, ни доаѓаат нови генерации на идни потрошувачи, на идни клиенти, кои што се оние Gen Z, Gen X млади, тие се родени со мобилни телефони во рака буквално, и тие не криваат телефон да се јават негде, не одат по саеми да бараат луѓе, сакаат се да име дигитално. Така да, ако не постои ваш дигитален отпечаток,
џабе е целата работа. И сега на светско ниво тоа е веќе некој стандард. Ти отвараш фирма, си правиш свој бренд идентитет, поставуваш лого, поставуваш препознатливи бои, креираш вебсайт и потоа одбираш дали ќе одиш со малку поинтензивен маркетинг или не. Во нашите рамки мислам дека се отвара фирма, се бркаат првите клиенти и си викаш ајде сега од овие ќе ми дојдат новите. И тука е се заборава таа многу клучна спојка каде што маркетингот може да ве донесе до луѓе кои што можеби нема вие самите да ги бркате. Едноставно некој ќе пребарува нешто и ќе му искочите вие и ќе бидете опција или визитката ќе ја поделите на саем, утре случајно ќе стаса до некој што има потреба и ќе може да ве контактира. Така да многу важен чекор кај нас не е стандард во работењето за жал, во околните земји е малку поинтензивно целото тоа. Припаѓаме на индустрија, градежништвото не е од најмодерниве индустрии. Сме малце поригидни. Освен, до сега не верувам дека сте имале клиент од градежништвото. Од кои индустрии ви се клиентиве? Буквално од се. Сме имале дури некои градежни фирми, меѓутоа многу краткорочно. Од кашички за бебиња до керамити за кровови, до Порше автомобили, до луксузни апартмани, значи се сме работеле, буквално од секоја сфера. Така да секој си има некоја своја приказна, суштината е иста. Бараме што е важно за брендот, што бара нивната целна публика и ја развиваме приказната спојувајќи ги тие две работи. Зашто тие индустрии се посвесни дека маркетингот може да ги издвои од останатите конкуренти? Едното е разбирањето во самата сфера дека е неопходно, другото е малку што го спомнав дека тука можеби не се форсира толку многу, конкурентите се веќе тука. И кога вие имате двајца, тројца кои што вие превземаат публиката само со тоа што се активни и што постојат некаде и можат да ги најдат полесно, вие сте приморани на некој начин да бидете таму. Едноставно изгубен потенцијал е ако веќе немате маркетинг кампања во денешно време. Мислам, свесни сме сите и во социјални мрежи, колку многу брендови постојат онлайн, секој Грана Джемалско си отвара пејдж на Facebook, на Instagram, луѓето се бомбардирани со информации, од сегде им излегува некој, едноставно за да го забележат нашиот бренд ние мора да се потрудиме, значи мора да направиме нешто и тоа да биде направено како што треба, да биде конзистентно, да биде долгорочно, за да им остане во сеќавање на луѓето, тоа што толку многу информации примаме секојдневно, се потешко станува некој бренд да се издвои. Значи, твое мислење е дека архитектите не знаат дека видливоста прави продажба. Така некако. Така ми делува како некој аутсайдер кој што се обида нека да искенира целата индустрија на кратко според тоа што е достапно онлайн и на оние јавни комуникации канали околу нас. Весијан, дали архитектурата е кисела вода или кашичка? Дали можеме која ти е припремата? Која е припремата за еден архитект да почне да се рекламира? Ја би рекол дека не постои некоја формула како да дојдеме до тоа што нели Ива зборуваше да дојдеме до повеќе клиенти, односно да бидеме повеќе видливи, него секако се работи малку и за самата материја на која што нели работиме, без да имаме добри проекти, без да имаме проекти кои што се одвојуваат, кога викам добри, мислам на одлични проекти, малце е тешко ти да нели се да не речам да се наметнуваш на пазарот и да правиш реклама без да го имаш да имаш суштина во себе. Така да имаш појак филтер те колегите архитекти одма ќе видат. Да. Така да мислам дека тоа некој верувам дека малце и природно би требало да дојде. Почетокот секако е тежок за било која дејност, не само како кај архитектите, претпоставам кај секоја фирма, меѓутоа пред се, значи пред да се дојде до тоа ниво да се рекламираме, сепак убеден сум дека треба да си добар и да имаш што да се покаже. Кој ти беше првиот дигитален простор на кој што ти твоите дела ги изврши? Вака, јас уште додека студирав, патував често, идев на летни школи, уште додека бев како студент, нели? И имаме интересна оваква случка, бев во едно лето, мислам дека 2005 беше во Ротердам, и имаше студенти од секаде, од што знам, Јапонија, Јужна Африка,
Мексико, Америка и ја бев едини од Македонија, нели? И сите ме прашува за како е, што се прави во Македонија, кои се познати архитекти, фирми, дали имат веб страна да видат, и реално немаше ништо. 2005 година беше сиромашно релативно. Точно така беше, меѓутоа тоа некако ми остана во сеќавање, и ја уште додека бев како студент, со тие мои можности отворив една веб страна со домен име презиме .com и почнав да ставам проекти, секако тоа време беа проекти од факултет, па со време, нели, одма, мислам, уште додека бев како студент, почнав да работам некои помали проекти, фриленс, вакво ангажмани, и некако со време тоа почна самата веб страна да се билда. Впрочем, тоа време немаше, нели, социјални овие медиуми, Facebook само што почна во 2007-2008 година. И да, уште одма транзицијата беше некако природна и во Facebook, и некако така и се продолжи. Меѓутоа, што знам, ја би рекол дека и фактот што сум бил ангажиран и како графички дизајнер пред да станам архитект, ми помогна во тоа да ја создадам односно оној имидж и идентитет на студиото, на БМА. Дали го осеќаш тоа како предност? Значи, стварно, со жалење морам да констатирам, стварно, оно што го зборевме, дека стварно основно е дека мораш да го имаш квалитетот, меѓутоа, кога ќе го покажеш еве што сум сработил, кога има кај да го покажеш, ја мислам дека е предност. Дали ти го осеќаш како предност кога луѓето може да отворат страна или Facebook или Instagram и да видат? Да, дали ти олеснува да се презентираш? Апсолутно. Мислам, нашите клиенти пред да дојдат кај нас да воопшто збориме за проектот или за нивните потреби, нели, веќе се запознаени со тоа кој сме, што правиме, кој дух на вакво проекти имаме, и дури често пати нивните барања ги асоцираат со наши претходни проекти кои што веќе ги имаме објавено. Така да дека има предност, апсолутно, не се сомневаме во тоа. Мислам дека и целата комуникација поставуваат од старт, пред да се видите, тие веќе знаат кој е нивото на кое работите, на какви типови на проекти се, веќе онака имаат почетната идеја и нема вие да се убедувате на тој прв состанок, туку ајде што ќе работиме конкретно, така да многу е појасна сликата. Апсолутно. Извиѓа една интересна финта што видов, што гледам кај помладиве студија и проектантски, кај вас ја видов на Brand Union на страната. Значи, го гледаш портфолиото, ама обавезно сите ставаат линк тимот. Имаш слики, неформални, како да кажам, ненаместени слики од тимот. Ги гледаш членовите на тимот наместени, кој хоби му е, значи, ја гледаш и енергијата на компанијата со која ќе почне да се работи. Нашата веб страна моментално сме во фаза на редизајн, али оваа конкретната сега што ја имаме е така прилично straight forward. Значи цело време мислам фокус ни се нашите работи, нашите проекти. И ќе се надоврзам со ова со тимот и со бекграундот на студиото. Ние некако во социјалните мрежи сме можеби малце по, да речам, неформални, и тука објавуваме такви работи. Мислам, зборам за работата, тимот, не знам, посетите што ги правиме, активностите надвор од студиото, но сега во нашиот нов сајт сепак гледам дека има потреба и тука да се рефлектираат тие активности надвор да речам, од портфолиото, односно од проектите. Зашто клиентите бираат и со кого ќе работат. Едно е вашата експертиза, меѓутоа ако е тој некој тим со кој што не може да се поднесе да функционира како што треба,
а од друга страна има вие давате примери, се надградувате, работите нешто плюс, значи креирате една комплетна слика дека не е само да исцртаме да поставиме и тоа е тоа, туку многу повеќе го сакаме и се трудиме за ова што го работиме. Така да се малку лошо звучи дека се продава, ама се раскажува вашата приказна многу подетално тоа да дојдат, па вие на состанок да ги убедувате, сега ние сме супер тим, се сакаме, работиме, многу е подруг пристапот веќе од старт. Ја дури би рекол дека реално секој детал од представувањето на студиото укажува на тоа нели колку ние се вложуваме, односно пазиме на проектите и работите што би ги правеле за клиентот. Самата визит карта, логото, не знам, лејаутот на мејлот, лејаутот на веб страната, изборот на фонтот, тој некако кај нас е малце така, дури некојаш идеме и правиме шала со тоа кој фонт го бираме за да го користиме во проектите, во презентациите. Мислам дека тоа, самото толка, пак ќе кажам, укажува и рефлектира колку сразмерно се фокусираме во работата на проектите, нели? Знаеш, ми потврдувате нешто што последниве неколку години од многу извори кои слушнато викаат, кога купуваш нешто, без разлика дали е фрижидер, Нептун или е кола или е стан, вика не купуваш производ, купуваш чувства. Точно. Искуство, чувство, тоа е тоа, да. Купувам можност да го најмам студиото Бесем Мехмети архитект, да ми направи некоја куќа заради односот кој што ќе го направиме, да го видам тимот. Нели викаат не е доволно бити добар, како е тоа. Така да не е доволно само да бидеш добар, она преска што го кажав. Значи тоа е апсолутно, тоа се разбира дека треба да си добар. Меѓутоа, покрај тоа што треба да си добар во проектирање, има и ред други работи кои што те прават тоа што си, нели? Односот со клиенти е многу битен. Како ќе се вакво представиш, дали во тактилна форма, дали во, нели, виртуелна форма, не знам, комуникацијата, нели, било со клиентите, било со луѓето околу клиентите, и тоа е многу пресудно да некако се одржи тој идентитет на студиото. Дали си правил анализа до сега кој тип на што да кажам маркетинг, кој тип на рекламирање ти донело највеќе проекти? Знаме дека во архитектурата има и доста сведоштва, доста устна препорака. Ја мислам дека баш она устната препорака е, не би рекол дека е единствена, но е многу битен фактор, мислам, момент да би се оддржува тоа ниво на работење, нели? Морам да признавам дека со овие конвенционалните начини на рекламирање, дали е тоа, не знам, билборди или ТВ или радио, не сме биле присутни, меѓутоа ова word of mouth, нели, на англиски што се вика, тоа е пресудно. Баш кај што во нашиот контекст има и ред други работи, да речеме валоризирање на нашата работа од стручни тима во фелата, и тоа укажува за нивото на одредено студио, нели? Присуството во семинари, меѓународни конференции, награди интернационални кои што ги имаш. Да, објавување по, нели, било да е тоа списанија, онлайн, принтани, и тоа секако дека ја го подигнува нивото на студиото. Јас морам само да надополнам тука, дури и тие препораки, многу е поинаку кога некој ќе го пофали студиото, ќе рече дека е задоволен, и кога ќе има повторно сајт на кој што ќе може тие луѓе на кои ме препорачено да кажат чекај да видам ми ги испофалија, што направиле тие, како изгледа целото тоа, отколку да треба да ве контактираат, па еве немаме сајт, сега во атачмент ќе ви пратиме 20 рендери или дизајни, како ли се викаат, да видите што е, значи ја имате онаа основа како дури и тие препораки да се засилат уште повеќе, пошто само се потврдува таа позитивна порака. Точно. Знаете, не знам, некоја споредба, да речеме,
убеден сум дека не знам, Boeing не се рекламира по како се вика, по билборди или овакво. Значи многу е таа сам тенка таа линија каде и како треба да не да се рекламираш, но меѓутоа да имаш пристап до тие луѓе што ти се им си потребен, да речам. Да не го сватат некако погрешно целиот разговор, не е поентата одете по секоја цена секаде, туку треба да се најде на соодветниот канал. Дали тоа ќе биде PR текстови, дали ќе биде интервјуа, вебсайт, Instagram пејдж, у принцип тоа зависи и од самото студио и од целната публика кон која што е насочено, така да мора некој баланс да се направи. Прво за да нели се исплати вложувањето, друго не треба премногу пари да вложувате, да нема ефекти, така да третова што Бесјан го збори, значи да се најдеме луѓето што ги бараме едноставно. Гледав една емисија пред 3-4 дена, вика, дали некој сте виделе, вика, рекламар за Rolls-Royce? Не. Дали вика некад сте виделе Rolls-Royce негде паркиран, да го рекламираат, знаеш, како што прават Има инфлуенсерки за жал сега. Не, вика, знаеш дека, многу беше интересно, вика, знаеш дека кај се рекламираат Rolls-Royce? На сајми за приватни авиони. Значи има во светов 2-3 сајма за приватни авиони. Сега човек што може да си дозволи приватен авион, Така. 100% може да си го дозволи Rolls-Royce и стварно имаше кадри неколку, значи една писта огромна и наредени, не знам, Boeing, не знам кој све, Airbus, не знам кој произведе Kinger и покрај нив наредени 3 модели на Rolls-Royce. Али добро, тоа е за да најдеме кај да се рекламираме, професионална помош можеме да си побараме. Тоа е тоа. Да не одиме, ово се премиум модели, значи треба баланс да направиме од тоа што е тоа што го продаваме. Дали сите одат кон таа премиум публика, можеби некој има некој друг таргет, така да заради тоа велам дека балансот од тоа каде ќе се рекламираме, каде ќе комуницираме, мора од старт да се постави, за да можда ние не правиме таков тип на згради, таков тип на станови, одиме кај што се продаваат приватни авиони, правиме утка и таму. Така да многу е добро да бидете од старт искрени и свесни кон која публика тежнеете, кога сакате да го освоите и врз база на тоа да одлучите каде треба тоа се направи. Нормално постојат агенции, постојат креативни студија кои што можат и да помогнат и да го завршат целиот тој процес за било кого. Тоа е една од предностите на архитектите, може да проектира стамбен објект или куќа за со најмал комфор, а може да проектира и VIP зграда. Премногу, баш заради тоа ми е чудно дека не се вложува толку во маркетинг, во комуникација, тоа што е преинтересна дејност за некој како мене што е лаик. Мене ми е преинтересно да гледам како е скица, па рендер, па како оживува целото тоа, како целиот процес е за обичен гледач, да речам, стандартен некој кој што не е во дејноста е нешто што е многу забавно и затоа ми е баш криво што не се вложува толку многу. И нас не е забавно, додека и работиме и ги изложуваме. Знаете, имам чувство дека има одредени архитекти кои што и не се така желни да покажат тоа што прават. Греот. Сега некои се во не го покажуваат за не знам какви. Овакво некои не се, можеби не се, пошто по дефиниција архитектите се перфекционисти, не секогаш се задоволни од тоа што направиле. И интровертни, малце затворени. И интровертни, уметници. Да, и точно. Така да од друга страна па ние сам окей, има филтри што поминуваат нашите проекти, па и концепти, идеи, но гледаме да ги изложуваме. Не секогаш ради маркетинг и ради не знам да привлечеме клиенти. Ја мислам дека голем дел од нашите овакво следбени фоловерси, нели? Ни се и млади архитекти кои што учат. И апсолутно ни е битно и ми е задоволство да од наши проекти учат и помлади. Едно што јас сум ангажиран на просветителство, нели, на факултет како надворешен соработник, но и преку медиумот, овие, мислам, современите медиуми, гледаме да некако го подигнеме ова нивото на архитектурата кај нас. Кога ги спомнам младите архитекти, првиот муабет ни беше дека архитект мора да има поседи себе едно убаво, квалитетно, валоризирано портфолио, за почнат тоа да го шири.
што би ти била препораката за тие млади архитекти? Што може млад архитект без портфолио да направи за да почне да го секој архитект во себе си носи уникатност, си носи креативност. Што да прави за да создаде доволно материјал за рекламирање? Ние така би рекол, во раните години работевме многу конкурси. И впрочем... Пак се вратија конкурсите, добре. Да, Да чукнемо дрво. Така. И впрочем со преку работата на конкурси добивме и признанија, некаде добивме и први награди, некаде и не сме добиле награди. Меѓутоа преку тој медиум на архитектонски проекти мислам дека тој е да речам најдобар медиум каде може архитектот да изрази слободно она што го, мислам, визијата за конкретниот проект. Затоа што, кога работиш конкурс, едно што како сам го бираш клиентот, сам си поставуваш таймлайн на разработка на тој концепт, на тој проект и сам си немаш освен, не знам, случаи каде што имаш таа слобода, креативна слобода да се изразиш. Така да преку тие архитектонски конкурси мислам дека најдобар медиум за да се почне да се билда некој портфолио, нели? Да се докажуваш на пазар. Истото и ние сме го направиле. Така е. И е задоволство тоа, нели? Работата на се гледа прогресот од почетокот до денес како било целото тоа и тоа дава тежина на приказната дополнително. И таймлайн си правиш, почнуваш како млад, и ако градиш истата интернет страна, ти гледаш како си бил, колку си бил можеби наивен во некои проекти кога си бил 25 години и како си узревал. Ама и перцепцијата во јавноста е дека растеш, дека не стагнираш и дека си на истото ниво од кое си почнувал, туку чекор по чекор се гледа прогресот. Тоа баш онака значи дека работиме со луѓе кои што сакаат да напредуваат, се трудат, одат напред, така да и тоа продава на некој начин. Така интровертниот архитект станува екстроверт на интернет. Тебе што сум правил погледнете. Полесно е на интернет, него во живо, така да. Ете тоа некој би охрабрувачки момент. Алтер его. Мислам, знаеме дека оно што го гледаме како готов производ на вебсайт, дека особено во архитектурата дека е цел процес у позадина. Да, реално сме малце ограничени во можностите да го покажеме целиот процес како се почнува со еден проект и како докаде што се завршува, реално магијата не можеме да видиме. Апсолутно, значи на нашите, дали веб страна или Facebook или Instagram страна, обично се покажуваат оние финални рендери, ако ние се трудиме некако да даваме и мислам да даваме и некој вид на да го покажуваме процесот како се почнува од таа првична скица, идеја, па како се развива, се прават макета, визуализации, знаеме да ставаме и фотографии од реализација и до конечно реализиран проект. Меѓутоа не е само ова проектот. Првичниот состанок што го имаме со клиентот е многу битен. Првата посета на терен, она размена на информации, податоци, оние барањата на клиентот се многу исто битни како да се преточат во проект. Така да сите овие работи го сочинуваат проектот, но не се што може да се некако прикаже. Мислам, секако можеби сега со овие и ние размислуваме, значи со овие новите технологии, можеби има начин како тоа да се претопи во нешто, да речам, визуелно и да може подолга приказна, да се перцепира. Но реално со овие конвенционалните начини на презентација на еден проект сме ограничени во тоа да ја покажеме целата сторија, би рекол. Колку се важни деталите во приказот? Зборевме за квалитет на рендер, зборевме за квалитет на презентација. Колку крајниот корисник веќе има развиено око да ги види тие работи? Па ја би рекол дека и со време ние практично и правиме некој вид на
едукација на клиентите, додека го работиме проектот, додека го развиваме проектот. Но дека деталите се пресудни, тоа е, нели, апсолутно се пресудни и како пат да се комуницира тоа е прашање, би рекол, и на маркетинг. Она што кажав и преска со начинот на презентирање, односно на дизајнирање на дали веб страната, дали меморандума, дали визит картата, дали студиото каде што работиме, сите се тие некако го рефлектираат она ниво на посветеност или детали во архитектурата. Ива, комплицирана работа е маркетинг во архитектура, знаеш? Бесен колку убаво објасни дека производот е цела приказна, значи од идеја до разговор, до растење на идејата. Ако јас сум проектантско студио кој што до сега не вложувало во маркетинг и после овој убав разговор ги менувам сваќањата, сакам да почнам да менувам нешто. Како да почнам и што да правам? Твој совет. Прво, супер, браво за иницијативата. Значи, два главни чекори има. Едната работа е да дефинирате како студио што е тоа што е важно за вас, како сакате да бидете перцепирани, кои се услугите по кои што сакате да бидете препознаени, значи се она како сакате публиката да ве гледа вас. Тоа го склопувате, го ставате на страна. И потоа вториот чекор е да се ставите на место на публиката до која што сакате да допрете. Значи, да се запрашате кои информации им се важни на нив, што би им требало да видат, што да слушнат, дали лесно се пристапни тие информации до нив. Наједноставниот начин е да се замислите дека сите тие луѓе кои што ќе бараат некакво архитектонско бюро имаат некаков проблем за кој им треба решение. Ако вашиот бренд, ако вашата компанија им го даде најсоодветното решение, вие на нив сте им завршили работа, им сте си нашли нов клиент. Така да перцепцијата треба да биде таа. Не смееме да тркаме само тоа како ние сакаме да не гледаат и да си раскажеме нашата приказна, затоа што тоа ќе биде сајт од архитекти направен за архитекти, ќе си кажеме работите што само ние ги разбираме и тоа е тоа. Туку треба онаа крајна публика, луѓето кои што не се потенцијални клиенти, да не бидат главниот фокус на развивање на целата содржина. Значи, да размислуваме што е тоа што ни би им било интересно, на кој начин тие најдобро ќе ги примат тие информации, значи како ќе им биде јасно целото тоа, дали термините што се користат им се јасни, дали јасно ќе се снајдат со тие сите информации на сајтот. Ако тоа сме го направиле, веќе сме еден чекор поблиску до нови клиенти. Кога ќе се реализира некој проект, мислам дека тој breakthrough, како се кажа, исчекор во студиото, затоа што луѓето, односно клиентите обично, мислам, природно е да сакаат да чувствуваат сигурност дека тоа што го замислувате, тоа што го проектирате, кое што е реално, нели, непипливо, може да се изведува, нели? И ако сте се докажале дека некоја конкретна идеја сте реализирале, тоаш мислам дека сте го направиле тој исчекор да може и луѓе што не се од фелата, нели, да веруваат во тоа што прави. Да, поопипливо станува целото. Појасно е за некој што не се разбира едноставно во тоа што го прикажувате. Од скица, од основа, рендер и на крај реализиран проект и ова исто изгледа. За крај кратко само прашање, дали си осетил дека било кое вложување во рекламирање, во маркетинг, во промоција на твојот труд, дека ти донел проект плюс или ти зголемил вредноста на проектите? Да, мислам дека да. Ова присуството на социјални мрежи и самата веб страна ни олеснило многу да луѓето видат што правиме, кои сме, како правиме тоа што правиме. И да. Ти се случило да рече клиент, без ја те видов на Инстаграм или на интернет, ми се свиѓа твојот проект, спремам куќа, сакам да имам нова, ти си човекот за тоа. Да, додавајќи дека зборев и со третиот. Да допровери. Да. И Не, јасно е, сепак е голема инвестиција и сериозна работа, така да не може да очекуваме дека само од еден Инстаграм пост ќе готова е сделката, нели договорено е, меѓутоа многу помага кога ги има тоа. Животен чекор. Фала многу за гостувањето. Значи пораката е дека сериозно вложувањето во видливост на брендот е зголемува вредноста на брендот. Така е, дека
Проверено. еден логичен процес кој што треба да биде вклучен во целото работење. Не е нешто страно, тешко, комплицирано, туку треба да биде дел од секојдневното работење, едноставно така уште поголема вредност ќе му донесе на брендот. Благодарам за гостувањето. Ти да им помогнеш на многу архитектонски Многу би студија сакала. да пораснат, а обесјан да се гледаме на уште поголеми, уште поквалитетни објекти. Благодарам. Фала многу. Фала.